Со новото сообраќајно решение на град Скопје од северниот до јужниот дел на главниот град ке се стигнува за 10 минути. Ова го предвидува големиот капитален проект на град Скопје со изградба на тунели под Кале и нов мост преку Вардар, со што ке се спојат двете страни на Скопје. Со новото сообраќајно решение ке се намали сообраќајниот метеж на мостот Гоце Делчев, каде дневно поминуваат до 90.000 возила. Оската југ-запад ке стане пофункционална, а се очекува голем дел од возилата кои транзитираат кон северните делови на градот да се движат по ново изградената сообраќајница. Тендерот за проектирање ќе биде распишан во текот на оваа недела во приближен износ од 500.000 евра. И со овој проект градот Скопје го оформува вториот прстен. Од северот кон југот на Скопје ќе се патува за 10 минути. Тоа ќе значи сериозна заштеда на време, сериозна заштеда на гориво, сериозно намалување на притисокот кој што сега постои на Битпазар, Цветан Димов, Мавровка. Ставаме крај на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. И конечно тунелите под Кале и символично ќе го спојат нашиот град. Голем дел од улиците кои што во градот досега не биле нити проектирани, нити направени, а биле предвидени, предизвикуваат сериозна тешкотија во одвивање на нормалниот сообраќај во градот. Ова е еден од начините како да се помогне на скопјани конечно да почнат да живеат во европска метропола. Целта на град Скопје со овој проект е да го поврзе булеварот Свети Климент Охридски со Пластичарска улица во Чаир. Булеварот ќе биде издигнат во висина од 6 до 9 метри. Потоа од зградата на владата на Република Македонија сообраќајот ќе се одвива по нов мост преку реката Вардар, кој ќе биде долг 173 метри, а широк 20 метри и ќе има 4 сообраќајни ленти. Мостот ќе продолжува како вијадукт долг 262 метри, се до влезот во тунелот под Калето. Скопје за прв пат ќе добие тунел долг 250 метри, а широк 20 метри. Од тунелот сообраќајот ќе продолжи на кружен тек издигнат 5 метри над Пластичарска улица.